присутни, почитувана македонска јавност. Во предлогот на амандманот 35 се наведува под 1. Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Под 2. Со точката 1 на овој амандман се дополнува членот 3. Пред се не е јасно за која република станува збор. Ако тоа е Република Македонија, позади зборот републиката треба да стои зборот Македонија. Ако пак предлагачот смета дека треба да биде Република Северна Македонија, тогаш треба да смогне сила тоа така и да го предложи и со овој амандман, а не да се служи со безлични именки, давајќи при тоа циничен и демагошки приот. Со амандманската интервенција од 1992 година веќе е содржана уставната одредба дека Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Со истиот амандман изменете членот 3 од Уставот на Република Македонија, во кој се наведува дека границата на Република Македонија може да се менува само во согласност со Уставот, а врз принципот на доброволност и во согласност со општо прифатените меѓународни норми. Од тука не ми е јасно што е целта на предложениот амандман. Бидејќи со амандманската интервенција од 1992 година во Уставот на Република Македонија се наведува дека Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави, тоа значи дека со тоа го почитува и суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави и дека нејзината граница ќе ја менува само во согласност со Уставот, а врз принципот на доброволност и во согласност со општо прифатените меѓународни норми. Дали досегашната уставна одредба имаше некакви последици или беше неприменлива, па мора да се менува? Очигледно дека се работи за стравот на Република Грција, кој произлегува од нејзините постапки спрема македонското население во граѓанската војна и периодот после неја, кога се случи геноцид врз македонците, па сака до детали во Уставот на Република Македонија историски да ги легализира своите постапки и последиците од истите врз македонскиот народ. Смее ли една суверена држава каква што е Република Македонија да прифати еден ваков надворешен диктат? Дека тоа е така, се потврдува и од фактот што ниедна друга соседна држава не побара ваква измена во Уставот на Република Македонија. Ако појдеме од историскиот факт дека Република Македонија, македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија уште од нејзиното постоење во составот на Југословенската федерација, па се до денес, никогаш и со ниедно дејствие не покажале никакви територијални претензии спрема ниеден сосед, што го потврдуваат и постојните уставни одредби, зошто е тогаш оваа недостоинствена уставна интервенција, освен со онаа цел која веќе ја наведов? Од овие причини, сметам дека овој амандман на Уставот на Република Македонија е неоснован и како таков не треба да биде прифатен. Јас навистина не ја разбирам потребата од дополнување на членот број 3 во сегашниот Устав, каде јасно стои дека, цитирам, став 1. Територијата на Република Македонија е неделива и неотуđива. Став 2. Постојната граница на Република Македонија е неповредлива. Став 3. Границата на Република Македонија може да се менува само во согласност со Уставот, а врз принципот на доброволност и во согласност со општо прифатените меѓународни норми. Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Завршен цитат. Според последнава реченица од членот број 3, јасно се гледа дека Република Македонија нема територијални претензии кон ниедна соседна држава и логично е дека ова дополнување е крајно непотребно и безпредметно. Дали ова значи дека сепак нашиот јужен сосед не ни верува доволно и дека бара од нас да го менуваме Уставот,
не само заради промена на името, туку и за да потенцираме уште еднаш дека го почитуваме. Мораме да додаваме нов став во членот 3 од нашиот устав, а знаеме дека секоја држава, преку обврската да го почитува меѓународното право, има и обврска да го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на сите соседни држави. Токму оваа обврска веќе ја имаме и нема ниту сега да ја менуваме во членот 8 став 1 алинеја 11 од сегашниот устав. Јужниот сосед со ова барање не само што нема доверба во нас како негова соседна држава, туку нема доверба и во меѓународното право. Се ставате и вие и Грција над меѓународното право, над Организацијата на Обединетите нации и велите дека ова е градење на меѓусебна доверба и пријателство. Во членот 3 од спогодбата со нашиот јужен сосед стои под број 1. Страните со ова ја потврдуваат нивната постоечка меѓусебна граница како трајна и неповредлива меѓународна граница. Ниту една од страните нема да има или да поддржува никакви претензии кон било кој дел од територијата на другата страна, ниту пак претензии за промена на нивната меѓусебна постоечка граница. Покрај тоа, ниту една од страните нема да поддржува какви било вакви претензии кои може да ги изнесат трети страни. Под 2. Секоја од страните се обврзува да го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на другата страна. Ниту една од страните нема да поддржува какви било активности на трети страни насочени против суверенитетот, територијалниот интегритет или политичката независност на другата страна. Под 3. Двете страни ќе се воздржуваат, а во согласност со целите и начелата на повелбата на Обединетите нации, од закани или употреба на сила, вклучително и од закани или употреба на сила со намера да се наруши нивната меѓусебна постоечка граница. И под 4. Двете страни се обврзуваат дека нема да преземаат, поттикнуваат, поддржуваат и или толерираат какви било дејности или активности од непријателски карактер насочени против другата страна. Ниту една од страните нема да дозволи нејзината територија да биде искористена против другата страна од трети страни, организации, групи или поединци кои што изведуваат или се обидуваат да изведат субверзивни, сецесионистички дејствија или активности кои што представуваат закана на каков било начин за мирот, стабилноста или безбедноста на другата страна. Секоја од страните, без одлагање, ќе и пренесе на другата страна информации кои истата ги поседува во однос на какви било такви дејности или намери. Прифативте да смените име, да смените устав, да менувате преамбула и член кој се однесува на нашите сонародници кои живеат во други држави, а што побаравте? Дали побаравте гаранција за македонците кои живеат во јужниот сосед? Дали кога се однесува за втората страна, се мораше да се гарантира преку измени на уставот, а кога се работи за првата страна, доволен беше само нејзиниот потпис на спогодбата? Нели сметате дека е ова премногу понижувачки за нашата држава и за нашиот народ? Но за вас не е битно тоа што македонскиот народ е понижен, тоа што македонската држава е понижена. За вас е најбитно да и ги реализирате сите барања на Грција. И велите дека тоа е единствено заради влез на Македонија во Европската Унија. Македонија, понижена и поништена, нема да влезе во Европската Унија. Таму ќе влезе вашата Република Северна Македонија. Но не веднаш после уставните измени и променетото име, туку после добри 10 или 20 години. Дотогаш, вие ќе го доосиромашите овој народ и ќе го оставите на милост и немилост на времето. Дотогаш, вие ќе си ги дополните вашите джебови, а голем дел од вас ќе си заминете. Македонците ќе се срамат од вас додека постојат, а ќе постојат и ќе раскажуваат.
Тие ќе ја живеат голготата што вие им ја приредивте, но барем тие ќе одат со кренати глави за разлика од вас. Нивните глави ќе бидат кренати секогаш, зашто не ја предадоа оваа нивна земја, затоа што ја сакаат и затоа што ги боли. А да чувствуваш болка, значи дека си жив, дека постоиш. И се додека остане жив таквиот македонец, и се додека ја чувствува оваа болка, која вие му ја нанесовте, се дотогаш ќе се раскажува за ова ваше злодело. Нема ниту ЕУ, ниту НАТО да го избришат овој ваш чин никогаш. Ќе остане запаметено за навек. Ви благодарам.